Апстиненцијата е модерна болест, укажува на болеста на демократијата. Луѓето се разочарани од носителите на политичката власт, зашто најчесто тие ги адресираат сопствените интереси наместо интересите на граѓаните. Значи, таа е синоним за криза на представничката демократија. Зачука и на македонска врата, инаку Венецијанската комисија во 3 наврати во извештаите и препорачуваше на Македонија да го тргне цензусот од вториот изборен круг, зашто е невообичаено решение. Меѓутоа, етнопартиските договори не доведоа до тоа. Јас сепак се надевам дека ќе го постигнеме цензусот од 40%. Во таа функција, со сиот респект за причините и дилемите кои ги имаат граѓаните во Македонија кога не гласаат, еве отворен повик им упатив на сите кои имаат дилеми за заедно да ги разрешиме. Се разбира, претпоставувам дека колку што има граѓани кои не излегоа, толку има и причини, но кај некои причините се слични и мислам дека тие заслужуваат одговор на дилемите. Се надевам дека моите аргументи ќе премислат многу од нив, зашто мислам дека она што го нудам и она што го правам е гаранција дека нема да ги заборавам како граѓани. Професор, многу ретко го, може би ниту еднаш не го коментиравте мандатите на Иванов, неговото работење. Имаше неколку скандали поврзани со финансиското работење, кравати па поклони. Дали ќе направите ревизија на неговото финансиско трошење и како ги коментирате неговите 2 мандати, како председател? Председателот не може да ревидира финансиско работење, затоа има овластени органи во Република Македонија и јас верувам во антикорупцијската комисија, тоа е нејзина работа, иначе јас сум ја коментирала и директно сум му укажувала на председателот во врска со законот за високо образование, на неодржливоста на решението и тоа мислам дека зборува за мојот критички однос кон сите. Инаку, кога зборуваме за председатели, јас имав прилика да одговарам за моето видување во еден на еден, а може би во некоја друга емисија, на сите председателски мандати. Се разбира, тоа што е добро го пофалив, тоа што е лошо го оквалификував, но во политиката знаете како, изборниот легитимитет не смееме никогаш да го заборавиме. Во случајот се над 500.000 граѓани кои застанале зад Иванов, а недомакинско трошење на парите, значи јас немам точни податоци, знам за краватите, сум чула, ама сега кравата како кравата, кога ќе ја споредам со скандали од невидени размери во Македонија, се разбира дека не можам да пресудам. Јас секогаш велам дека институциите се тие кои што треба да промовираат и да спроведуваат, значи филозофија на санкционирање на сите, па и на председателот. Се надевам на неговите 2 мандати. Дали вие би гласале за него повторно? А не, гласањето е лично. Јас, значи, прво и не се знае дали сум гласала за него. Јас сум го поддржала, значи, само сум ја поддржала неговата кандидатура првиот пат. Вториот пат во емисија кај Оливера ме праша дали ќе го поддржите, реков не, сега после 5 години граѓаните ќе си кажат што мислат. Инаку поддршката... Цело време, зошто ви е толку тешко да одговорите за Иванов, госпожа Свијановска? Барам само глобална оценка. Како оценувате неговите 2 мандати? Ама јас сум кажала, критички сум се однесувала, значи имаше нешта, јас реков дека јас, за разлика од Георги Иванов, ама и за разлика од мојот против кандидат, кој 102% се согласува со лидерот, 100% ќе работам по свое.
Тоа не го правеа претходните председатели. Може би Глигоров да, се однесува и на Ѓорги Иванов. Не секогаш тој постапуваше како председател на граѓаните. Имаше, како реков, на еден силно политичко влијание, но во вториот мандат мислам дека беше целосно на некаков начин на крајот анулиран или маргинализиран. И уште нешто, Повелете. како ги коментирате вчерашните одлуки на антикорупцијска и повикот за така. Шокирана сум, извинете, значи додатно сум, не сум изненадена, бидејќи трендот на непотизам и фамилиаризација на вработувањето не запира во Македонија и се израдував за акцијата или реакцијата на антикорупцијска комисија, така што не знам ова со метливе. Така изгледа некако драматично, ама ја не знам колку метли до сега требаше да се искршат. Јас не видов епилогот ветувањата, ова е круна, бидејќи и шефот на штабот на мојот противник е една од фамилиарните икони во случајов. Околу вработувањата, тоа нема ништо заедничко со европските стандарди, напротив, што значи изгледа ткивово политичко е длабоко инфицирано. Јас ќе правам се поинаку од тоа што тие го прават. Ако не ставиме ние крај на непотизмот, ако не ставиме крај на партизацијата и политизацијата при вработувањето, од правна држава не бива ништо. Клиентелизам, кронизам, тоа се знае до што ќе доведе. Професор, ќе морам уште едно прашање, Повелете. што на пресот вашата партија не ни дозволија откако заврши првиот круг, мораш или просто да го држите во партија, иако сте непартиски кандидат, мораш ли таму да го држите пресот? Која беше пораката за тие што Немаше неопределени? Видете, јас неопределените секогаш на прво место ги ставам, дури и во мојата изјава. Тоа беше резултатите таму. Јас во мојот штаб немам систем, тоа е многу скромен. Значи, за следење на резултатите, јас се најдов таму и таму беа сите новинари. Сега да одиме во штабот мој да се дислоцираме, а нема таму ниту новинари, ниту инструменти за да соопштам нешто, беше невообичаено. Но, да подсетам, јас таму, мислам дека зборував како Гордана Силјановска-Давкова, во сите изјави, па дури мислам дека моето излагање имаше критична доза, не само во однос на сегашната власт, туку и на претходното, зашто реков дека ако сериозно ние не се залагаме за нова Македонска република, демократска република, која не може да обстои ако не се справи со корупцијата, со криминалот, со непотизмот, ако преговараме за примена на правото, тогаш немаме шанси да обстоиме. Денеска се шокирав, морам да кажам, во дебатата. Јас го цитирав познатиот новинар од Франкфуртер Алгемајне, познат, значи, кој што вели дали во донесувањето на Преспанскиот договор не се посегна по судска амнестија. Амнестијата е парламентарен инструмент, нема врска со судот, судот може да помилува, но вели и со притисоци, со корупција и слично. Одговорот на мојот против кандидат беше дека да, тоа е познат новинар, но дека бил пријател, шокирана сум со Никола Груевски и дека тој влиел врз текстот. Сега вие сте овде медиуми, ако на ова го надоврзам инцидентот страотен со 21, а морам да кажам и уште поголем шок за една жена како мене, коментарот на еден близок човек до партијата на власт и до мојот против кандидат во осудата и односот, квалификациите на за мене новинарска икона
Снежана Лупевска, лауреат на наградата на правниот факултет, не знам каде одиме. Дали имате активности на терен за време на великденските празници? Да, се разбира. Непосредни контакти со граѓаните од овој тип спремна сум. Било каде, на отворено, на школка во Источна Македонија, зашто сум, признавам, радикален екологист, да. Нема пари и вработувања што можат нашиот живот да го загрозат. Ги поддржувам, значи, ќе се видам и со неопределени луѓе, ќе шетам било каде што има, а за време на великденските празници има многу луѓе. Спремна сум да одговарам секому, секаде, на сите прашања, зашто мислам дека немам што да кријам и мислам дека и како жена, и како професор, мислам дека можам да започнам нова фаза во македонската демократија. Прва фаза од и транзицијата се уште е наша реалност. Мислам дека доаѓа времето на жените, и тоа на умните, на критички настроените, на неангажираните, на инспиративните, на креативните жени и најпрво ним им се обраќам.